Благодарам. Има збор господица Томич Тања. Повелете. Благодарам, почитуван председателе. Почитувани колеги, говоревме за Скопје 2014 1000 пати наназад и за жал се уште има простор уште 1000 пати да се говори за истиот проект. Јас сум родена и израсната во ова Скопје. И наназад 30 години го гледав како дел по дел се развива, се шири плоштадот, се градат нови градби, се до моментот кога оваа влада реши да го направи овој ураган наречен Скопје 2014. Наеднаш, како изфрлени од витлото на ураганот, почна да никнуваат споменичиња на сите страни, од шмизли, од бикови, од мачки на топки, еден куп споменици кои што не само што немаат никаков концепт, туку немаат ни никакво значење за животот на скопјани, а уште помалку на луѓето надвор од Скопје. Ова е најпогрешниот проект на сите времења што било која влада на Република Македонија го има осмислено и спроведено до крај. Проект за кој што според сите анкети нема поддршка од повеќе од 50% од населението во Република Македонија. Без оглед кои се причините, дали затоа што естетски не им се допаѓа, дали затоа што мислат дека менувањето на историјата не е во ред, дали затоа што милиарди се потрошија за овие споменици, сепак од било која од овие три причини повеќе од 50% од граѓаните на Република Македонија не се сложуваат со Скопје 2014. И за жал, тоа не е доволно на оваа влада да престане безочно да ги троши парите на граѓаните за доизградба на овој проект, туку напротив доосмислува уште толку споменици на мостот Око, доосмислува нови 3 врби во реката Вардар, панорамски тркала и така натаму и така натаму. Очекував дека барем вие како членови на парламентот, како луѓе за кои што овие граѓани што не се согласуваат со проектот гласале, ќе смогнете сила да не само аргументирано се обидете да го одбраните овој проект, туку на крајот и да дадете поддршка на заклучоците кои што опозицијата ќе ги поднесе. За жал, од атмосферата и од дискусиите што денеска ги гледаме, кај вас таква волја нема. Она што е трагично кај Скопје 2014 е фактот дека проектот не само што заборава еден дел од чинителите во македонската историја, туку и се поигрува со оние за кои што стварно знаеме дека имале влијание. Или се поставени негде на крајвите, или нивниот лик и изгледот се оставени на волјата и имагинацијата на скулпторот или уметникот кој што ќе го изработува нацртот на споменикот. Така испадна за Олимпија да имаме анкета на кого највише личи и граѓаните кажаа дека најмногу им личи на госпоѓа Ермира Мехмети Деваја. За војводата на Конј, за кој што Кисела вода потроши огромни средства наместо да прави улици, направи споменик, заради желбата на уметникот, војнот на Конј личи на Тодор Александров. Оставивме без никаков концепт центарот на градот да се направи ругло наместо центар на навистина метропола каква што Скопје треба да прерасне. Исто така во целата оваа шарада ги заборавивме и пријателите кои што континуирано ни помагаа. Едно Косово, па не заборави булевар да крсти по Бил Клинтон. Ние со 20 годишна независност во текот на која континуирано имаме поддршка од нашите пријатели во Соединетите Американски држави, го заборавивме на пример Џорџ Буш, благодарение на кој САД не призна под уставното име и благодарение на кој САД ни беше целосно поддржувач во спорот, во решавањето на спорот со Грција. Заборавивме, ако ништо друго, не мора личност да чествуваме. Барем негдека наместо Симеон Радев да поставивме символот на американското знаме. Или можеби не сметате дека нивната поддршка во целиот овој изминат период ни е потребна. Меѓутоа најстрашното во цела оваа шарада е колку целиот проект чини.
Навистина е апсурдно да мислите дека некој во Република Македонија ви верува дека спомениците може да се толку скапи или дека трудот на некој уметник да нацрта скица треба да кошта милиони евра. Навистина е смешно ако мислите дека некој тоа ви верува. И да, може би граѓаните се уште премолчуваат, но ќе заврши тој период, може би нема гласно да ви го кажат, меѓутоа на денот на изборите ќе знаат како треба да заокружат. Она што исто така како теза не држи е фактот дека цело време се вадите на тоа дека овој проект ја поттикнува градежната струка, дека им помага на градежните компании во Република Македонија. Апсурдно е да верувате дека навистина е тоа така ако во градежништвото имаме пад од 10% во почетокот на оваа година. Апсурдно е да го говорите тоа кога се знае дека повеќе од 70% од материјалите што се користат во изградба на зградите во Скопје 2014 се набавуваат од странство. Не се користат и ги нема во Република Македонија, туку 70% од парите што се исплатени на градежните фирми, а делумно само се исплатени, одат надвор од Република Македонија. А тие останати 30% се користат за материјали од типот на песок и за плаќање на работниците кои што работат на овие проекти. Повеќе од 70% од тие потрошени пари одат вон државата. Наместо да се трошат на таков начин, можеше да се инвестираат во автопатишта, во улици низ градовите и во сличен таков тип на проекти во кои што 100% материјалите ќе се набавуваат во Република Македонија, сите пари ќе останат во државата и ќе може да се реинвестираат. Навистина, кога вадите некоја теза со која што се обидувате да браните одреден проект, обидете се да таа биде издржана. На ваков начин излегувате повеќе од смешни. Ќе напоменам само од прилика сумите кои што се потрошени, кои што има потрошена општина Центар во изминатиот период. Така, например, за скулптура и релјеф во бронза има потрошено 4 милиони денари во леваоница Умјетни на Ујевич, Загреб. Има потрошено за лиење во бронза на 3 бар релјефи 7 милиони 938 илјади во Уметничка ливница Јеремич ДО Белград. Има потрошено за лиење во бронза на спомен обележи на Христо Татарчев, Павел Шатев и Кузман Јосифовски Питу 13 милиони во Уметничка леарница Гуастини, Италија. Или со други зборови, она што сакам да ви го кажам со овие бројки е фактот дека за разлика од зградите, каде што 70% од парите одат надвор од државата, кога се во прашање спомениците, 100% од парите одат надвор од државата. Заради тоа не можам да најдам логика во образложението што го кажувате дека овој проект помага на македонската економија. Навистина не држи. И она што дополнително е жално е фактот дека овие 16 милиони евра, почитувани колеги, не знам дали некој од вас може да ги замисли 16 милиони. Јас барем немам представа како изгледаат 16 милиони евра. Овие 16 милиони евра што општина Центар само ги има потрошено на Скопје 2014, може да бидат многу покорисни доколку се правеа енергетски објекти, наместо да дозволите во тек на 6 години струјата да се покачи скоро дупло. Да дозволите, благодарение на спиењето на регулаторната комисија за енергетика, која што е под ваше раководство, да се укине и ефтината тарифа на струјата. Една Босна и Херцеговина се уште има ефтина тарифа во текот на денот. Ние, се разбира, сметаме, иако сме први во мизерија, иако во целиот овој регион имаме најголема стапка на невработеност, можеме да си дозволиме да се укине ефтината тарифа на струјата. Само за подсетување, во првиот квартал од годинава невработеноста во Македонија изнесува 31%, во Босна и Херцеговина и Република Српска, кој што има и војна, е 27,6%, во Србија 25,5%, а Хрватска и Црна Гора не се ни за споменување, бидејќи се под 20%.
ние имаме во првиот квартал од годинава убедливо најголема невработеност. И вашата влада, наместо да ги користи парите на граѓаните на покорисен начин и да им овозможи подобрување на состојбата и условите во кои што живеат, се одлучи да ги потроши на градење на згради и споменици кои што на ниеден начин не помагаат на животот на граѓаните на Република Македонија.